Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за вечерашниве содржини. Опозицијата го критикува, Ципрас одлучен во потрагата по решение. Το ότι πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι η μη επίλυσή του και η απώλεια της ευκαιρίας για λύση θα αποβεί τελικά σε βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Уште една критична недела во преговорите за името. Преименувањето на аеродромот во 2006-та и ветото во Букурешт. There have been some moves here in the last year that were considered provocative. Με βέτο της Ελλάδος, η ΦΥΡΟΜ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Кој и зошто од готова направи вересија со приемот на Македонија во НАТО? Па šta može da kuži? Promijenine 5 dinarije. 5 dinarije. Муабетот на грчки е секојдневие на пазарот во Гевгелија. На протестот кога гледав на телевизија, ги познав. Една господја е познав. Имаше табла Македонија е наша. А таа купува од кај мене мед. Зошто доаѓа тука да купува мед? Ке се решили спорот за името. Αυτοί ξέρουν, αυτοί που ξεκίνησαν να φτιάξουν αυτό που πρέπει, θα το τελειώσουν τέλεια. Να μην στεναχωριούνται οι λαοί. Иницијатива матичниот број да се замени со нов идентификацијски број за граѓаните. Во некој стан, да речеме, живее човек кој што има 90 години. Тоа може да го добиете матичниот број. И сега, ако сте злонамерни, може да речете, они се лесна мета за ограбување. Останете на Алсат, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Дали низ призмата на одлуката за промена на името на аеродромот во 2006-та и последиците од неа може да се одмерува значењето на новото преименување на аеродромот што пред неколку дена го објави премиерот Зоран Заев. Наспроти тезите дека преименувањето во 2006-та немало никаква врска со ветото на Грција во 2008-та, па дури и дека дошло по ветото, фактите говорат дека тој настане дел од низата слични случувања кои ќе доведат до тоа Грција во летото 2007-та да ја смени политиката и да почне да зборува дека нема да дозволи прием на соседот во НАТО под привременото име. До тој момент Грција се придржуваше до обврската од привремената спогодба и не правеше проблем за напредување на земјата под името поранешна Југословенска република Македонија, зашто доказ се и добивањето на кандидатскиот статус за ЕУ во 2005 година. Истиот Караманлис, кој стави вето во Букурешт, беше грчки премиер и во 2005-та. Контролираниот јавен простор во изминатата деценија не дозволи да се отвори дебата. Кој и со какви мотиви посегна по тие потези и даде аргументи на Грција да блокира? Владимир Мирчевски. Оваа табла наскоро ќе ја снема. Со тоа ќе снема и една од причините што Грција ги искористи како аргумент за ветото во 2008-та во Букурешт. Ништо по-бедно и по-мизерно нема, зашто се менува нечие име што постои со векови. Тоа треба патитно да се промени. Александар не е наш, него бил за цела област. Оде направила држава Киро Глигоров и тако треба да се вика. Браво, така е, сакава. Не ми се допаѓа, толку можам да кажам. До пред 11 години овој аеродром се викаше Петровец. На 6 декември 2006-та тогашниот прв човек на јавното аеродромско предпријатие Зоран Крстевски објави дека е донесена одлука новото име на аеродромот Петровец да биде Александар Велики. Се чекаше потврда од владата на Никола Груевски, која само неколку месеци претходно ја презеде власта во Македонија. За тоа колку изненадувачки и неочекуван беше ваквиот потек, зборува и фактот дека истиот ден кога беше обелоденета намерата за преименување на аеродромот, тазе министерот за одбрана Лазе Еленовски беше во Атина. Таму се сретна со грчкиот колега Евангелос Меимаракис, тогашна десна рака на премиерот Костас Караманлис. По средбата, Еленовски пред присутните новинари, меѓу кои бев и јас, изјави дека не верува оти проблемот со името ќе влијае на интеграцијата во НАТО и во Европската унија. При тоа не кажа ништо што не соодветствуваше со тогашната реалност, а тоа беше дека Грција не прави проблем за интегрирање на земјава во меѓународните организации под привременото име.
поранешна Југословенска република Македонија. Преименувањето на аеродромот не беше споменато ниту од Еленовски, ниту од неговите грчки домаќини. Но по само 3 недели на 27 декември 2006 владата на Груевски потврди дека аеродромот ќе се вика Александар Велики, што ја крена на нозе Грција. Уште не беа стигнати првичните реакции во Грција, кога во анализа на Бирн беше објавено дека преименувањето на аеродромот е само почеток на еден многу поамбициозен проект на владата на Груевски. Текстот откри дека власта планира да влезе во сеопфатна кампања на преименување, се и се што, како предвесник на она што подоцна ќе биде наречено процес на антиквизација. На официјална потврда на текстот не требаше да се чека многу. Веќе во првата половина на март 2007 пред зградата на владата осамна 8 скулптури, кои иако датира од римскиот период, власта и јавноста во Грција ги искористија како аргумент за, како што го нарекоа, узурпирање на историјата и продолжување на иредентизмот во Скопје. По само 15 дена нова бомба ги потресе релациите Скопје-Атина. Мнозинството во Советот на општина Центар ја поддржа иницијативата на советникот од ВМРО ДПМН Владимир Бахчовановски на централниот скопски плоштад да никне голем споменик на Александар Македонски. 3 настани во период од само 3 месеци. Преименување на аеродромот во декември 2006, односно јануари 2007, изложување скулптури пред владата во првата половина од март 2007 и одлука за поставување споменик на Александар Македонски во центарот на Скопје во втората половина од март истата година. По 3 месеци на почетокот на летото 2007 стигна првиот јавен официјален сигнал дека Грција ја менува политиката и дека нема да се согласи со зачленување на соседот во НАТО под привременото име. На редовниот брифинг во Атина, портпаролот на Грчкото министерство за надворешни работи Јоргос Кумуцакос беше затрупан од новинарски прашања на оваа тема. Дали Грција е врзана и посветена на повторените изјави на поранешниот министер Моливијатис, како и на вашите собствени, дека немаме проблем Скопје да напредува во пристапувањето кон НАТО под името ПР Македонија? Потезите на актуелната влада во Скопје јасно ја измени атмосферата. Одредени чекори на оваа влада во Скопје ја ставаат под знак прашалник привремената спогодба. Оваа изјава на Кумуцакос е првото јасно поврзување на потезите на владата во Скопје со промената на ставот на владата во Атина. Дека тие потези може да го загрозат зачленувањето на Македонија во Алијансата, најави и тогашната американска амбасадорка во НАТО, Викторија Нуланд. Интервјуто на Нуланд временски коинцидира со предупредувачкиот брифинг на Кумуцакос од јуни 2007. Both sides there be efforts to make clear that history is history, that we want to live together well in the future. There have been some moves here in the last year that were considered provocative. So what we're hoping is that there can be some moves that indicate an open and positive spirit as well. Внимателно формулираните јавни пораки на Нуланд за негативните ефекти од потезите на власта биле многу подиректни на средбите што во тоа време ги имале американските дипломати со владата на Груевски. Тоа го откриваат повеќе дипломатски депеши објавени од Wikileaks. Во оваа телеграма од 8 август 2007 подготвена од амбасадата на САД во Атина се констатира дека постапките на македонската влада со преименувањето на аеродромот не помогнали, дека грчките власти прават случај со една единствена порака, дека Скопје не го исполнува својот дел од привремената спогодба. Но клучниот дел од депешата е проценката од терен во Атина, дека Караманлис не блефира и дека е подготвен на вето. Така и беше 8 месеци подоцна. Με βέτο της Ελλάδος, η ΦΥΡΟΜ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Земја не ја довести за членство. Практично, Грција го искористи правото на блокирање на вето. Кој и зошто одготово направи вересија со приемот на Македонија во НАТО? Кој беше вистинскиот мотив на владата на Груевски за овие потези? Ова се прашања за сериозно истражување, најмалку во некоја докторска теза во иднина. Сега, точно 10 години по овие настани, Македонија и Грција се обидуваат да се вратат на почеток. Ако во 2007-та преименувањето на аеродромот се испречи на патот на земјава кон НАТО, сега во 2018-та преименувањето на аеродромот треба да го отвори тој пат. Сепак,
Ова е само почетно отворање за партија Шак што ќе ја гледаме во следните недели и месеци. Партија во која и Реми може да биде победа. Грчкиот премиер Алексис Ципрас вели дека има напредок во процесот, но дека останува долг пат да се изоди до заемно прифатливо решение за името. По средбата со Зоран Заев во Давос, а во пресрет на посетата на Метјо Нимиц на регионот, Ципрас се сретна со лидерите на сите релевантни партии во Грција. Иако од никого не доби отворена поддршка, напротив, од неголемата опозицијска партија е жестоко критикуван, тој се чини дека останува определен да продолжи да бара решение. Εξήγησα ότι το 2018 έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για λύση, καθώς η νέα πολιτική ηγεσία της γείτονος, υπό τον κύριο Ζάεφ, επιδεικνύει βούληση να διαπραγματευτούμε και να βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση σε ένα πρόβλημα, το ονοματολογικό αλλά και τα παρακολουθήματά του, που υπονόμευσε τις σχέσεις των δύο χωρών τα τελευταία 25 χρόνια. Ειδικότερα τόνισα ότι η νέα πολιτική ηγεσία έχει ανασκευάσει και αποσύρει σε κάποιο βαθμό την αλυτρωτική ρητορία των προηγούμενων κυβερνήσεων, γεγονός που εκ των πραγμάτων λειτουργεί καταλυτικά για την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων. Χαρακτηριστική στο πλαίσιο αυτό ήταν και η κίνηση του κύριου Ζάεφ να μετονομάσει τον διεθνή αερολιμένα της πόλης των Σκοπίων, αλλά και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σκοπίων από οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου σε οδό Φιλίας. Αυτές οι συμβολικές κινήσεις δεν σημαίνουν βεβαίως ότι το πρόβλημα του αλυτρωτισμού έχει επιλυθεί, καθώς η πολιτική βούληση των γειτόνων μας πρέπει να πάρει και τη μορφή σαφών και συγκεκριμένων δεσμεύσεων στο πλαίσιο των συνομιλιών που διεξάγονται τόσο σε διμερές όσο και στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτως ευθύς και ειλικρινής. Η βούληση και η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης για την επίλυση του ζητήματος είναι δεδομένη. Το τελευταίο διάστημα έχει συντελεστεί πρόοδος, απομένει ωστόσο πολλής δρόμους να καλυφθεί για να φτάσουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό που θα ισχύει εναντί όλων. Και όταν λέμε εναντί όλων, εννοούμε τόσο τη διεθνή ονομασία, όσο όμως και την ονομασία στο εσωτερικό. Το κρίσιμο όμως σημείο που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η επίλυση των διαφορών μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν αποτελεί υποχρέωσή μας εναντί τρίτων, αλλά έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εθνικών μας συμφερόντων και βεβαίως με την σταθερότητα στα Βαλκάνια. Δεν αποτελεί δηλαδή ένα θέμα που προσφέρεται για εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Διότι πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι η μη επίλυσή του και η απώλεια της ευκαιρίας για λύση θα αποβεί τελικά σε βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα τελευταία 25 χρόνια η πλειονότητα των χωρών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα με το συνταγματικό της όνομα. Ενώ και στην προσωρινή ονομασία που η Ελλάδα αναγνωρίζει από το 1995 περιλαμβάνεται ο όρος Μακεδονία, αλλά χωρίς κανέναν προσδιορισμό που να αποτρέπει το ενδεχόμενο να ηγερθούν στο μέλλον διεκδικήσεις έναντι του εδάφους ή της ιστορίας μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο υποκριτικό κάποιες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και συγκεκριμένα πρόσωπα, να εκμεταλλεύονται τις ευαισθησίες και την αγωνία του ελληνικού λαού για να υπηρετήσουν μια πλήρως αναποτελεσματική και αδιέξοδη στόχευση, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι αντίθετη προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Απαιτείται λοιπόν πατριωτική εγρήγορση για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση.
Αλλά δεν είναι ώρα, όπως άλλωστε ποτέ δεν ήταν, και η Ελλάδα το έμαθε αυτό με τον δυσκολότερο τρόπο, για εθνικιστικές εξάρσεις και κραυγές φανατισμού. Χρειάζεται σοφροσύνη, μετριοπάθεια, πνεύμα συνεννόησης και ρεαλισμός, αν θέλουμε να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον και όχι να στήσουμε πολιτικές καριέρες, εκμεταλλευόμενοι το γνήσιο και αυθεντικό πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των κατηδίαν συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς, ανταλλάχθηκαν απόψεις και άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις, τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς όλων. Νομίζω ότι με τους περισσότερους είχαμε μια ειλικρινή και υπεύθυνη συζήτηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικές συγκλήσεις και ευρύτερη συνένεση εφόσον καταλήξουμε σε συμφωνία. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το ίδιο και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι η στάση του είναι δείγμα της αναξιοπιστίας αλλά και της αδυναμίας του να μην μεσθένω στην πολιτική του θέση. Αφινταλαντεύεται διαρκώς, αλλάζει θέσεις και απόψεις ανάλογα με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις αλλά και με τις πιέσεις που του ασκεί ένα ακραίο τμήμα του κόμματός του. Από τη δική μου μεριά δεσμεύομαι ότι το επόμενο διάστημα θα επιδιώξω με πατριωτική ευθύνη μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Γιατί αν ό,τι είναι αληθινό είναι και εθνικό, τότε αυτή είναι σήμερα η μοναδική εθνική επιλογή. Во оваква атмосфера на интензивна комуникација меѓу владите на двете земји продолжува и комуникацијата на граѓаните. Αυτά πώς έχουνε? Румини είναι 25 δινάρια, 40 λεπτά το κιλό. Муабетот на грчки е секојдневие на пазарот во Гевгелија. На протестот кога гледав на телевизија, ги познав, една господја е познав. Имаше табла Македонија е наша. А таа купува од кај мене мед. Зошто доаѓа тука да купува мед? Ке се решили спорот за името. Αυτοί ξέρουν, αυτοί που ξεκίνησαν να φτιάξουν αυτό που πρέπει, θα το τελειώσουν τέλεια. Να μην στεναχωριούνται οι λαοί. Иницијатива матичниот број да се замени со нов идентификацијски број за граѓаните. Во некој стан, да речеме, живее човек кој што има 90 години. Тоа може да го добиете матичниот број. И сега, ако сте злонамерни, може да речете, аха, они се лесна мета за ограбување. Председател ќе даде изјава. Неразумно ќе даде председателот изјава. Озбилно? Еј, муслиман слава мора. Нова саботажа. Во една од претходните емисии видовте како на Солун му се случи македонска инвазија и тоа само еден ден пред масовните протести во градот. А вечерва ве носиме во Гевгелија, каде секојдневно па и по неколку илјади грци доаѓаат на шопинг, но и на забар, на очен лекар во салоните за убавина. Пораката е дека нема лоши народи, туку лоши политики. Зоран Јовановски. Четврток е пазарен ден во Гевгелија. Локалните бизниси ќе имаат солиден прилив на пари. Грчки. 16.000 гевгеличани очекуваат да им дојдат уште една четвртина грци. По маркетите, по дуканите, по пазарите, нон-стоп ги има. И они се водат секојдневна раздвиженост. Затоа што поевтино ми е тука. Што трошат пари и плюс тоа сакат да идат на ваки. Во градот сместен на јужната граница, на нашите соседи парите им вредат повеќе. Тоа им одговара на домаќините, па во ова заемно задоволство се заборава на проблемот што го имаат двете земји. Политиката и не ме занима, а и можем да кажем дека да биде мирно, да биде стабилно, да има кај нас, да има кај вас. Значи со комшиите, добрососедските односи да бидат на ниво. Όλοι καταρχήν στην εποχή της τουρκοκρατίας όλοι μαζί ζούσαν. Ξαφνικά δημιουργούνται προβλήματα. Και αυτά τα δημιούργησε η πολιτική. Политиката е лоша и нашиот народ не. Уште од утрото колони возила влегуваат во земјава на граничниот премин Богородица.
Неголемиот дел од нив се упатуваат токму кон Евгелија. Значи, народот не се занимава со политички проблеми, народот се го гледа својот интерес, значи ние наоѓаме интерес таму да одиме, они наоѓаат интерес тука да доаѓаат, значи размена, отворени граници, движење, проток на луѓе, на стока, отворено и без никакви проблеми. Значи, нити за нас, нити за нив. Грците си имаат точна дневна агенда. Прва дестинација им е Гевгелискиот пазар. Овде може да се најде облека, овошје, зеленчук, мед. И не е чудно ако пазарджиите прво се обидат да ви ги понудат своите производи на грчки јазик. Αυτά πώς έχουνε? Προμήθη είναι 25 δινάρια, 40 λεπτά το κιλό. Τσάι είναι 10 δινάρια κομμάτι. 10 δινάρια. Είναι φτηνό. Ευχαριστούμε. Много по-квалитетна е храната, за них и по-ефтино. Тие две работи са на първо место. Тие, що се от тази страна на границата, дел от них говорят. Що имат македонско потекло, наше потекло, го говорят. Дел не го говорят, ние говорим с них, комуницираме на гръцки. Είναι ωραία στο Γευγίνη. Έχει ταβέρνες καλές. Μπριζόλα, μπιφτέκι, wine, κρασί. Καλό, κόκκινο κρασί. Είναι πολύ ωραία. Και εδώ καλά είναι. Πιο φτηνό είναι Βόλτα. Από Ελλάδα. Από πού είστε από Ελλάδα? Από Μακεδονία κάτω. Κάτω από ποιο? Να πούμε και Μακεδονία ότι είμαστε. Ναι, Θεσσαλονίκη. Έχετε κάτι προβλеми με πολιτική? Από εδώ? Όχι, ναι. Δεν έχετε. Δεν има πρόβλημα. Πόπολο γκρέτικο, πόπολο, πώς το λες, Σκόπια, πόπολο. Исто. Ορίστε, έχουμε αντόμελο το μέλι. Τι θέλετε? Κάνει λίγο πρόβα. Ορίστε. Ali сега се економски и они много слаби и много ги кратат со пари, со пензии, со све и барат по-ефтино. Проблемот со името е табу тема во меѓусебната комуникација, но кога муштериите ќе си заминат, некои пазарџи ги кажуваат своите црвени линии. Вие како граѓани на Македонија какво решение очекувате да има? Па да се реши проблемот, да нема од наша страна да не бидеме оштетени и од нина да биде како што треба и да заврши ова работа и така. Да си остане нашето име и така. Еве, ја познав мои муштери на протестот кога гледав на телевизија. Ги познав. Една господја е познав. Имаше табла Македонија е наша. А таа купува од кај мене мед. Зошто доаѓа тука да купува мед? Она што го нема на пазар се купува во супермаркетите. За грчкиот стандард овде е ефтинија. Грците се заминуваат со полн гепек производи. Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και όλες οι διαφορές υπάρχουν, πιστεύω θα ξεπεραστούν γιατί είμαστε γείτονες. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς. Now there is some movement in solving the name issue. Κοιτάξτε, είτε λυθεί το πρόβλημα είτε δεν λυθεί, οι άνθρωποι θα πηγαίνουν έρχονται και οι άνθρωποι από τα Σκόπια θα έρχονται στην Ελλάδα και εμείς θα ερχόμαστε εδώ πέρα. Φυσικά και το όνομα θα λυθεί και δεν νομίζω να υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα στους δύο λαούς. И не само за купување. Грците користат многу услуги кои им ги нудат гевгеличани. Одат на стоматолог, во салони за убавина, па дури си го проверуваат видот и купуваат очила. Θέλω να σας ρωτήσω τι πρόβλημα έχετε με τα μάτια. Με τα μάτια δεν βλέπω πολύ καλά. Ναι. Εδώ, αν μπορείτε κάτω κάτι να βρείτε, θα μου πείτε. 8 ή 6. Ακριβώς. Το τρίτο είναι 2. Ναι. Το τέταρτο είναι 5. Супер. Грците што доаѓаат во Гевгелија гледат да си завршат работа и да си одат. Не ги интересира претежна политика. Не ги. Ако ги интересира, обратно не би дошле. Тие што мислат дека ние тука сме нешто подруго, различно, тие не доаѓаат. Има такви, ама те се многу малку. Човекот доаѓа, си пазари, си завршува работа и се оди. И вика дека ми е добро. Ке си ја наполни колата бензин и си оди. Значи, на секој рачкор во Гевгелија се профитира од нив. Како што летото они профитираат од нас. Значи, тука е заедничка соработка. Ερχόμαστε στο Γευγελί γιατί έχουμε πολλούς φίλους εδώ. Ερχόμαστε σε γάμους, σε βαπτίσια, σε αραβώνες, σε γλέντια, σε γιορτές. Δεν υπάρχουν κακοί λαοί. Υπάρχουν κακοί πολιτικοί. Τελεία και παύλα.
Μόνο να βγουν από την άκρη οι ρατσιστές, οι εθνικιστές και μείνουν οι νορμάλ. Από εκεί και πέρα όλα θα λυθούν όπως πρέπει. Αυτοί ξέρουν, αυτοί που ξεκίνησαν να φτιάξουν αυτό που πρέπει θα το τελειώσουν τέλεια. Να μην στεναχωριούνται δηλαδή. А понапорниот ден прошетка по Гевгелискиот плоштад. Муабет на грчки редовно се слуша по кафулињата и рестораните. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, αλλά δεν θέλω και να μιλήσω για αυτό το θέμα. Έχουμε μια ευαισθησία εμείς οι Έλληνες ως προς το όνομα της Μακεδονίας. Που ξεκινάει η Μακεδονία, η ιστορία της από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Грците ги оставаат своите пари во Гевгелија, а некои се одлучуваат и за поголеми инвестиции. Овој грчки бизнисмен не го поколебале бирократските процедури и проблемите со престојот за целиот свој бизнис и семејството да ги пресели во Гевгелија. Εδώ είμαστε 6 χρόνια και αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ για να είμαστε κοντά, είμαστε στο κέντρο των Βαλκανίων αυτή τη στιγμή. Ο βασικός λόγος που πιστεύω εγώ ότι είναι που αποτρέπει αυτό το πράγμα είναι λόγω του ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με την άδεια παραμονής. Η άδεια παραμονής κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνεται εδώ. Υπάρχουν επιχειρηματίες στην Ελλάδα που μας λένε, που με ρωτάνε κτλ. Και ένα φρένο για επενδύσεις είναι αυτό στη χώρα εδώ. Ο επιχειρηματίας έρχεται και κάθε χρόνο πρέπει να έχει ανανέωση της άδειας παραμονής του. Вакви проблеми немаат шопинг туристите, кои доаѓаат на еднодневни тури. Според општинските статистики, во викендите во Гевгелија доаѓаат и до 5000 грци. Меѓутоа за нас се значени за локалната економија не како инвеститори, него како потрошувачи, како луѓе кои трошат пари. Мислам дека пола од прометот што се одвива на цело ниво во општина Гевгелија токму го прават грчките наши сограѓани и секако локалниот економски развој богата е општина која не базира на финансовиот потенцијал само на своите сограѓани, него да има прилив на пари од надвор. Разликите околу името и не прават некоја голема разлика меѓу граѓаните од двете страни на границата, раскажува градоначалникот Поцков. Од осамостојување на Република Македонија имате склучено околу 100 брака на наши жители од општина Гевгелија девојки кои се омажиле со државјани на Република Грција. И сега, ти има деца. Прашањето чии се тие внуци? Тие се заеднички внуци и таа иднината. Таа иднината која треба да се смериме, бидејќи ние имаме обврска и како генерација, и нашите татковци ни оставиле таква обврска, и ние треба таква обврска да испорачаме на нашите деца, дека и нивниот, они се во Европа, и нашиот пат е да гледаме напред. Политиката ќе си дајде свој принос, Гевгелија, секако расположението во Гевгелија е доста позитивно, да се реши прашањето на задоволителен начин, вин-вин, да нема ни победник, ни поразен. Квечерина е. Низ градот и околината почнуваат да светкаат многобројните казина. На нивните паркинзи речиси да нема автомобили со македонски таблички. За гевгеличани да се вработат во некој од казината услов е познавањето на грчкиот јазик. Повеќето немаат проблем со тоа, најмалку идентитетски. Судскиот совет наскоро ќе треба да избере нов претседател на Скопска апелација и да пополни неколку други важни места по судовите. Изборот ќе биде во фокусот на вниманието на јавноста, зашто претходниот круг одлуки на Судскиот совет помина со обвинувања за влијание од извршната власт и за напуштање на воспоставената пракса за избор на најдобро рангираните кандидати. Александар Димитриевски се обиде да дознае дали по критиките во Судскиот совет се договориле што ќе биде решавачко при изборот. Еве до какви сознанија дојде. Скопска апелација е судот во кој завршуваат сите жалби за одлуките на Скопскиот кривичен суд, што значи сите жалби за предметите на СЈО и другите големи случаи како оној за настаните од 27 април. Во овие предмети, судиите во апелациониот суд досега одлучуваа главно за жалби за притвори и за статусот на бомбите како докази. Но како што кривичен ќе почне да ги изрекува првите пресуди, така и тежината на одлуките за судбината на поранешни премиери, министри, директори и началници ќе се префрла кај повисокиот суд. Пред да стигнат првите жалби по првостепените пресуди, апелација ќе добие нов претседател. Изборот треба да се случи наскоро, во трката се 14 судии. Кој да биде избран, јасно е дека го чека голема одговорност. Но, пред изборот воопшто да се случи, проблем е што
не се знае кои критериуми ќе бидат одлучувачки за да се случи тоа. Констатираме дека е престанал. Доскоро судскиот совет унапредуваше според законот за судови кој е системски закон и се носи со двотретинско мнозинство во собранието. Изборот редовно паѓаше кај судијата со најмногу бодови кои се добиваа според бројот на решени предмети кои не паднале пред повисоките судови. Основен критериум е добиениот број на бодови, а другите критериуми што се наведени таксативно меѓутоа не се бодуваат се во законот за судски совет и не можат тие критериуми да се применат при вршењето на избор на судии. Но при последниот избор на судии во ноември, судскиот совет без образложение смени праксата. Наместо законот за судови поважен им стана законот за судски совет, кој патем е подреден закон и се носи со просто мнозинство. Со тоа и бодовите од главен услов за избор. Наеднаш станаа неважни, а во прв план излегоа критериуми кои не можат објективно да се оценат, како на пример углед на судија или менаџерски способности. Сега ниту председателот на судскиот совет веќе не кажува по кој критериум ќе се води. Критериум ќе се водите сега при изборот, затоа што никогаш пресудно е се оние кандидати што имаат најголем број бодови, а друг пат расположението на членовите. Значи јас лично сум еден од членовите, иако сум председател, и моето право на глас е еднакво како и на останатите 13 члена и не можам да дадам одговор во име на целиот судски совет. Вие од што ќе се водите? Јас ќе се водам од устав, закон и од квалитет на кандидатите. Ситуацијата е нејасна и за кандидатите за председател на апелациониот суд во Скопје и за Сдруженијето на судии кое побара објаснување од судскиот совет по последниот контроверзен избор. До сега немаме некаква реакција, можеби они имаат друг пристап во однос на тој наш повик. Можеби тој став ќе си го искажат при наредното одлучување за наредните избори. Според САИТИ, важно е во пресред на следниот избор да се знаат критериумите. При унапредувањето секогаш има одредени незадоволства од страна на судиите, но од друга страна и со право колегите кои сметаат дека се обесправени реагираат и бараат некакви гаранции. Ние во оваа ситуација сме секогаш внимателни затоа што однадвор не знаеме кој колега на вистина со кои параметри располага во однос на математичките прогреси за унапредување и затоа ние нашиот повик го упатуваме како општ во однос на почитување на тие правила. Во неформалните разговори кои 360 степени ги направи со неколку членови на судскиот совет, не добивме впечаток дека во ова тело е разговарано на темата. И на официјално поставените прашања, има ли советот изграден став? Не добивме директен одговор, туку цитати од различни одредби, што имплицира дека при следниот избор секој член на судскиот совет ќе гласа по свое убедување. Советот гласа за прворангираниот кандидат на листата и доколку истиот не го добие потребниот број на гласови, се преминува на гласање за следните кандидати од ранг листата. Кандидатот кој добил 2/3 гласови од вкупниот број членови на Советот со право на глас е избран за председател на суд. Конкретната одредба на која сега се повикува судскиот совет ја нема ниту во законот за судовите, ниту во законот за судскиот совет, туку во деловникот. Повикувањето на понизок акт, занемарувајќи го повисокиот, е показател за креативно толкување на одредбите, зависно од потребите. Токму поради ваквото креативно толкување, последното напредување на суди извршено од судскиот совет беше критикувано и од домашната, но и од меѓународната јавност. Во меѓувреме беа направени измени на законот за судскиот совет, но новите одредби, иако треба да обезбедат поголема транспарентност при одлуките за избор, сепак не даваат одговор на клучното прашање, а тоа е кои се правилата на игра при унапредување на судии. Сега се предвидува гласањето наместо тајно да биде јавно, а секој член на Советот ќе мора да објасни зошто гласал, така како што гласал. За Сдруженијето на судии, измените се напредок кон пофер надпревар, но не и конечно решение. Прашањата се децидно уредени во законот, каде што се наведува дека се избира тој што е прв на бодовната листа. Ние имавме повторно управен одбор и меѓу точките беа и разредувањето на овие закони и имаше една реакција од типот доколку оди прв тој што е на ранг листата, дали тоа значи дека законот го избрал, а не членовите на судски совет. Може и така да се протолкувам, но може и на друг начин, затоа што ако таа бодовна листа ја креирале членовите на судскиот совет согласно параметрите за оценување,
тогаш они при креирањето на бодовната листа кои искажале своето мислење. Така да мислам дека не е тоа голем проблем. По кој критериум ќе се водат членовите на судскиот совет при следното напредување ќе следат и многу други судии. Освен председател на Скопска апелација, судскиот совет треба да избере и председател на Основниот суд во Дебар. Голема битка ќе има и за отворените места за еден врховен судија, за тројца судии во Скопска апелација и за едно место во апелација Битола. Дали единствениот матичен број на граѓанинот и начинот на кој се генерира е застарен систем кој е подложен на злоупотреби и не може да одговори на модерните потреби на општеството. Граѓански активисти иницираат замена на матичниот со нов идентификацијски број, што не им е туѓо и на дел од државните институции. Аргументите за и против од Петар Клинчарски. Секој човек има свој матичен број. По Македонија, тоа се 13 цифри, кои за разлика од бројот на личната карта или пасошот, не се случајна комбинација. Овој личен податок во себе содржи и други лични податоци. Првите две цифри се денот на раѓање, следните две цифри го означуваат месецот на раѓање, наредните три цифри се годината на раѓање. Понатаму следните две цифри го посачуваат регистрационото подрачје во кое е определен матичниот број, со ознаки од 41 до 49. Во овој пример, ознаката 45 покажува дека оваа личност е родена во Скопје. Трите цифри што следуваат потоа се ознака за полот во комбинација со редниот број на лица родени на ист датум, за мажи од 000 до 499, а за жени комбинациите од 500 до 999. Последната од 13 цифри е така наречен контролен број, кој се генерира автоматизирано. Овој систем на регистрација на граѓаните е активен и во употреба речиси 70 на години. Доскоро беше успешен и во пракса, но со развојот на компјутерските технологии на интернетот, матичниот број, онаков како што го знаеме, е ранлива точка за оној кому му е доделен. Од невладината организација Слободен софтвер, која се грижи за заштита на личните податоци, како пример за застареноста на матичниот број, ја посочуваат јавната интернет база на гласачи на Државната изборна комисија. Предупредуваат дека упатен информатичар со малку повеќе труд и соодветна опрема може да ги вкрсти податоците и да дојде не само до матичните броеви, туку и до други податоци на граѓаните. Кога правевме анализата за конкретно за избирачкиот список, значи вие можете да видите, например, на некоја адреса, ако живеат во некој стан, да речеме, живее човек кој што има 90 години. Тоа може да го добиете од матичниот број. И сега, ако сте злонамерни, може да речете, ќе ги најдам овие станови, не знам, во Дебар Мало, кај што живеат повозрастни лица, они се лесна мета за ограбување, например. Со овие бројки ќе ми престанат сите овие варијанти. Поради ваквите и потенцијално други опасности, Наков предлага актуелниот модел на матичниот број да се пензионира. Таквата идеја не е туѓа и на државата. Во Дирекцијата за заштита на личните податоци велат дека владата размислувала за такво нешто уште во 2012 година. Тогаш не биле консултирани, но сега активно работат на неколку законски измени, со кои би се отворил простор за размислување за така наречен идентификацијски број наместо матичниот. Има идеја да се воведе така наречен, ќе го речем, дигитален идентитет, кој што ќе се поврзува со одреден број. Но идејата е во тој контекст, значи да постои некаков број кој што ќе се врзува со одреден граѓанин на Република Македонија, а кој што нема да ги открива податоците како што ги открива сега матичниот број, почнувајќи од роденденот, полот и така натаму во таа смисла. Моделот од кој Македонија потенцијално може да црпи искуства е хрватскиот, пред се поради идентичниот модел во минатото. Таму промената на матичниот број со идентификацијски почна во 2009. 9 години подоцна, се уште има предизвици. Причините ни се блиски: трома администрација, неусогласеност на податоци и отпор на промени. Па сепак, крајната цел не е далеку. Тај ОИБ функционира, у бити е замишљен као број кој ќе вас идентифицират свуда. Значи,
Trebalo bi biti tipa da negdje kada dođete da ukuca se vaš OIB i da svi podaci pod vašim OIB-om koji su potrebni toj određenoj službi, da ima sve podatke. Во суштина, идејата во Хрватска е новиот матичен број да се поврзе со нова единствена база на податоци за граѓаните, така од кој било шалтер во државните установи, службеникот ќе може да преземе се што му е потребно, наместо досегашната пракса на враќање по уште еден документ. Но една од причините што Хрватска воопшто тргнала по тој пат се трансродовите лица. Еден од дефектите на стариот матичен број е што го одредува полот уште при раѓањето, што подоцна не можеше да се смени, дури ако половиот идентитет на тоа лице низ годините доживее трансформација. Таков бил случајот на детето на Сајна Станоевиќ. Nama je to bio jedan jako mučni period i činilo nam se još i duže nego što je, ali uz pritisak naš i uz pritisak udruga koje se bave tim pravima donijet novi zakon, izmjena zakona koji je baš eksplicitno u članku 9a govorila o transrodnim osobama i o tome na koji način će se priznati život u drugom rodnom identitetu i promjena spola, kako su oni to napisali. Токму трансродовите лица може да бидат катализатор за промена на матичниот број во Македонија. Иако и кај нас законот не предвидува можност за смена на матичниот број, веќе има судски пресуди кои на институциите им го налагаат спротивното. Управниот суд им наложи на институциите да извршат промена во ознаката за полот во матичниот број на две трансродови лица. Во самата правосилност на решението, задолжението веќе постои и решението ќе биде доставено до Министерството за внатрешни работи, затоа што тоа е одговорност за издавање и за поништување на матичните броеви во Република Македонија. Во делот на матичната евиденција ќе треба Министерството за правда да спроведе оваа пресуда, затоа што управата за водење на матична евиденција е орган во рамките на Министерството за правда. Активистите бараат државата да овозможи родова самоидентификација, без да наметнува обврска за медицинска трансформација на лицето, што е на линија на праксата на судот во Страсбур. Најновата пресуда против Франција од оваа година вели дека државата не смее да наметнува присилни медицински интервенции како услов да им се одобри правно признавање на полот. И она е нешто што Македонија мора да го следи и да го почитува. И затоа се надувам дека заедно со Европската конвенција, праксата на судот во Страсбур и пресудата на управниот суд ќе ја промени и праксата и ќе биде основа за донесување една сеопфатна и квалитетна законска рамка која ќе биде базирана на човекови права. Реформата на матичниот број би требало да им помогне и на според проценките околу 2000 граѓани во Македонија кои немаат матичен број. Фактот што не може да се потврди кога точно и каде се родиле, значи дека не може да се генерира матичен број, а со тоа и ниту еден друг документ. Ние предлагавме дури како работна група токму за овие лица. Значи, додека не им се реши нивниот статус, да добијат еден одреден идентитет, шифра или код или привремен матичен број, за да ние ги имаме како такви до целосно решавање на нивниот статус. А при тоа тие лица би имале, значи, како легитимација или не знам што, некоја картичка за идентификација, со тоа што и сликата нивна би стоела така на тоа, да биде препознает за институциите и да може да користи одредени бенефиции. Премиерот Зоран Заев неодамна најави можно решение на проблемот на овие лица со подзаконски акти. Идејата е тие да добијат матични броеви, а со тоа и државјанство, ако имаат доказ дека функционираат во земјава, како например свидетелство. Потенцијално, тоа може би и нема да го реши проблемот на сите невидливи за државата. Тие што ќе останат, ќе мора да чекаат на реформа на матичниот број. А како во Хрватска, фокусот и во Македонија е прво да се направи една база, така наречен регистар на население, во кој ќе се собираат сите податоци за граѓаните, како пензиско осигурување, здравствена легитимација, информации од МВР, УЈП и слично. Приоритетната цел е да се олесни животот на граѓаните, но конечно и да се усогласат податоците меѓу различните институции. На таков став е и министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, кој го турка проектот за регистарот, остава простор за реформа и во матичниот број, но во иднина.
отворени сме да го видиме предлогот. Меѓутоа, сега за сега во оваа фаза на планирање се уште не е предвидено такво нешто. Од аспект дека, да бидам искрен, ниту да кажам беше до сега алармирано дека може да постои некаков си проблем околу тоа. Има разни случаи во различни држави, различно. Мене ако лично ме прашате, многу полесно си го памтам матичен број, ако некако имам некаква логика во него. Ама без разлика ги сваќам аргументите. Ќе отвориме една дебата, ќе разговараме со луѓето, ќе видиме кои се аргументите. На линија со Манчевски се и во Дирекцијата за заштита на личните податоци, од каде велат дека фокусот сега е како да се направи регистарот на граѓани, и тоа со матичниот број, како што го знаеме. Веќе се работи на измени и дополнување на Законот за електронско управување, што е прв чекор за како претпоставка за да се започне да се изработува ново законско решение со кое што целосно ќе се воведе така наречен електронски централен регистар на населението. Но академската и стручната заедница апелираат дека реформата нема да биде потполна и без да се смени начинот на кој во земјава се добива матичниот број. Во овој момент, кога веќе зборуваме за реформи, тие не треба да бидат кон отстранување на грешките на застарен систем. Денес, во 21. век, прво протокот на информации, симултан проток на информации кој што се води по електронски пат, обезбедува да вие не мора да знаете за самиот граѓанин кога и каде е роден. На вас ви треба единствена евиденција. Да некој овластен орган во име на државата како организиран, како носител на власт, како субјект, има на единствен начин, систематски, да води евиденција кој е роден. Толку. И каде се наоѓа. Не очекувам дека нека ваква реформа ќе се случи за кратко време, меѓутоа впечатокот дека ова е реформа во права насока, особено заради тоа што секоја друга варијанта се чини како премногу комплицирана. Очигледно дека институциите не може да се погрижат да го заштитат во најдобра мера тој матичен број, очигледно дека тој предизвикува проблеми. Ова беше анализата со аргументите за и против евентуална замена на матичниот со нов идентификацијски број. Наред е нова пауза по која следува саботажата. Бидете насад. Сречко Поповски, авторот на саботажата, е редовно зајадлив. Да видиме што подготвил за вечер. Пристојноста е основа на секоја нормална полемика, дури онаму каде таа поради истоветноста на ставовите ни може да се третира како форма на дебата. Таа е практично невозможно оти наместо какви било аргументи само поради непомирливоста со политичката хаварија на партијата на која во голема мера и кумуваат токму незините клиенти и апологети, злоупотребувајќи ја сензитивноста на јавноста, за демек попластично да се објасни, се продуцира речник кој е далеку и од елементарното ниво на кое што тој треба да доликува. Ако некој се дрзнал да шета по комши со спуштени гаки, јас ни по дома не шетам со спуштени гаки, затоа што ми е ладно прво. А башка има и други неспојави. Значи, јас разбирам, имам малку една вулгарна гзот под кирие. Ова не е ни гзот под кирие, ова е гзот за џабе да се го дадеш. Ова е, значи, немаме ни фала. Би се согласил со овие поговорките што ги рековте. Јас би додал стапот до балчак да ми просат гледачите ни го начукаа, а ние нити куборот. Чуму страф и недоверба во себе во мигови кога пред светот, иако за жал инкогнито, се обелоденува една неверојатна историска секвенца која може да предизвика радикален пресврт и да придонесе за конечен национален спас. Неочекувано, но на повидок е излезно решение со несебична помош од кралството на браќата Хунзи, кои ни ја пренесоа круната. Републиката како политичка творевинка може, ама монархија со традиција, тоа никогаш и никој не може да ја преименува. Марина Дојчиновска е официјално и во британската круна и во сите кралски фамилии ти имаш сина крв сега. Припадник си, како благородник си признаена. Сепак ова почесна титула и сепак овде вели почесна македонска принцеза.
што е за мене најголема почест. Замислете, почесна македонска принцеза ме назначила овие луѓе кои што себе си се сметаат за автентични представници на македонскиот род. Во такви околности, веројатно ќе се земе предвид и искуството на родоначалникот на идеологијата на антиквизацијата. Тој не е принц, но со своите зачестени настапи очигледно ги здобива симпатиите на се поголем број граѓани, вклучувајќи ги и новинарите. Оние кои најчесто се бунтували се подсмевале на неговата лоша комуникативност и слаба елоквентност. Сега се вчудоневидуваат од таа отвореност и слобода на која лично сведочат. Председател ќе даде и девајки. Разумно ќе даде председател ќе Озвилно? Иван слава мора. Но сепак, не смее да се дозволи оваа сериозна подршка од сите страни да биде прокоцкана, особено ако ваквата состојба кон странство ја рефлектираат оние што само локално се трудат да бидат допадливи, а глобално би изгледале прилично непросветено. Бидејќи голем притисок и од меѓународната, еве се потрудив тоа да биде и на англиски јазик. Тоа што надвор никој нема да не свати, можеби не е толку голем проблем ако прво по дома не почнеме нормално да се разбираме. Најпрво и најважно од се е секој од нас да се соочи со сметката. Оти ако таа не е расчистена, тешко е дека некогаш ќе се најде заеднички јазик меѓу оние што секогаш ги плаќаат и оние што вешто избегнуваат да ги положат. Со оглед на тоа што во овој медиум беше изречено дека јавното комунално предпријатие ќе ги исклучува граѓаните кои што не платиле на време сметки, еве вас да ве прашам. Еве вас лично да ве прашам, Каролина, дали вас ви имаме исклучено од водоводната мрежа? Јас мислам дека... Еве вие немате 11 години платено за вода. Да. И на крајот, тоа се грешките поради кој некој друг не ја наплаќа сметката. Точно, тоа беше и последниот пат најголемата грешка можда е наша на компанијата, ја не знаех, го исклучија кога он постана и директор на ДБК. Че сте го исклучиле шефот на ДБК? Да. Од Каволска. Тоа беше големиот притисок. Можда е смешно, но тоа е вистината и е можда и жално повеќе, но... Конечно е откриен виновникот за прислушувањето. Кога на директор на УБК ќе му исклучиш кабловската, тој нема друго освен да се информира од прва рака, од изворот. Затоа и сметката што ја плаќа Македонија е повисока. Следете ни на веб страницата 360stepeni.mk. Не има и на Facebook и на Twitter. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме в петок од 22:30. Пријатно!